Сум имала вкупно 4 абортуси, од кои првите 3 беа едва и низ една година. Тогаш се уште беше дозволен само еден абортус во текот на годината. А јас живеев со насилен партнер кој насилнички сакаше да добие дете против моја волја и затоа и се случи толку често да поминувам низ тоа искуство. Првиот пат беше воглавно во ред. Иако многу се плашев, мајка ми рече дека не е ништо страшно и ми беше полесно кога дознав дека ќе бидам под целосна анестезија. Единствена непријатност беше разговорот со социјалниот работник, кој иако се третираше како обична формалност и девојката која го спроведуваше се трудеше да биде нежна, прашањата и исказите што ги даваше беа за да те натераат да се премислиш. Предпоставката беше дека јас не сакам да имам абортус, туку ме тера партнерот и така натаму. Бев прилично засрамена и збуната од тоа искуство. Вториот пат, бидејќи беше противзаконски, беше со врски. Беше напишано дека е спонтан абортус, мртов плод, иако главната сестра знаеше што се случува и осудувачки постапуваше. Ме гледаше полна омраза. Кога се разбудив, збуната од анестезијата и потресена за тоа што поминував низ грозно искуство со партнерот на само 25 години, неконтролирано силно заплакав. Замолив една од сестрите да остане 2 минути со мене и се обидов да ја фатам за рака, на што таа се сврте и се замина без збор. Веќе третиот и четвртиот пат, најголемо малтретирање е што кај таа иста главна сестра, пред самата процедура, мора главно да одговориш пред сите жени што чекаат внатре и цел персонал што поминува низ собата на прашањата, меѓу кое најгрозното е колку претходни абортуси си имала, на што бев многу засрамена, затоа што следува некаков коментар или ццкање. Како сестрата да знае низ каков хорор поминуваш дома. Во однос на самата процедура и на третманот од докторите немам замерка. Се е брзо, чисто, релативно безболно и од самите доктори немам чуено лоши коментари. Професионално ме третирале секој пат. Однос на доктор и медицински персонал, како и услови на установата на врвно ниво. Прекрасен однос и од психолошки аспект и поддршка од страна на докторката. Со оглед на тоа што е приватна установа, финансискиот дел целосно паѓа на пациентот. Со сопругот бевме безрезервна поддршка еден на друг во целиот процес, како и периодот што следеше. Со оглед на тоа дека и двајцата сме приватни индивидуи, одлучивме да не го споделуваме со никој искуството и периодот низ кој што поминуваме, бидејќи знаевме дека неблиските ќе бидат многу позагрижени. Имав 2 спонтанни абортуси во период од 6 месеци. Првиот пат. Гинекологија во градска болница Прилеп. Беше претопена во ковид центар, па бев препратена во Битола. Одлучив да одам во приватна болница. Беше околу 20 часот и 30 минути и беше полициски час. Кога пристигнавме, ни кажаа дека е дежурен само еден доктор, една медицинска сестра и еден човек од обезбедување. Имав пресилни болки и обилно крварење. Докторот во првите 3 минути установи дека се работи за спонтан абортус и дека ќе мора да се изведе киретажа. Наредните 25 минути, наместо веднаш да ме префрли во операциона сала, докторот имаше нервен испад за тоа колку сум искрварила на плочките, а немало дежурна чистачка. Додека демонстративно бишеше со джогер околу мене, ми се дереше да сум престанала да плачам зашто луѓе глави губеле, а ова не е ништо. Јас во тотален шок пробувам да се сталошам. После 25 минути влегува дежурна сестра и кога забележа што се случува, му се обрати на докторот дека мора да ме носат во операциона сала и дека таа после тоа ќе се врати и ќе среди. Во операционата сала нема дежурен анестезиолог. Докторот ми кажува дека ќе ми даде локална анестезија и ме врзува за раце и нозе. Почнува со киретажата, јас свесна и чувствувам буквално се. А анестезијата не фати. Ова се одвиваше 35 минути во кои јас 3 пати се онесвестив од преголема болка. Кога целата процедура заврши, почнав да имам страшни трески и наместо да ме легнат во соба, јас наредните 20 минути бев облечена и пратена на каса да платам. Ми кажа кои лекарства да ги земам и по 3 дена да се вратам на контрола. Во пресметката ми беше наплатено како да сум била на оваа процедура под целосна анестезија. Кога се вратив по 3 дена на контрола, не ме прими докторот кој ја правеше киретажата. Кога кажав на неговата колешка што се случи пред 3 дена, не ми поверува.
Вториот пат. Повторно во истата приватна болница, овој пат кај докторка што ми ја направи контролата. Овој пат ми дадоа целосна анестезија, целото искуство беше помалку травматично. Но кога се разбудив од анестезијата, околу мене немаше ни доктор, ни сестра, ни анестезиолог да ме проверат дали е се во ред. Во раката си најдов стуткано ливче на кое пишуваше кои лекарства треба да ги купам. Толку. Си се облеков без никој да ме провери, си појдов на каса да си платам. Односот кој го имав од овој медицински персонал остави длабока травма. Никој не заслужува такво акушерско наследство, без разлика дали абортусот е спонтан или свесна одлука. Што би било кад би било? Е само дел од почетоците на многу незавршени разговори, реченици, мисли. Нешто незавршено и неискажано. Имав чувство на срам од сама себе, што ми кажаа дека моето тело овој фетус го одбива, дека е поздраво за себе, а и за него да имам абортус, односно дека се уште е рано, оваа сакана бременост да прекина заради најважната причина. Нема срцева реакција. Ти чекаш нешто да носиш, чекаш да си трудна, чекаш да споделиш дека си трудна и тогаш цел облакодер паѓа врз тебе. Имам пријатно искуство од ГАК, а психата ќе се лечи постепено со многу разговори, со медитирање, со добра мисла, со добро вино, зашто што би било, кад би било. Се почна со паниката, ми касни циклусот. Направивме тестови со дечкото и испаднаа позитивни. Не знаев дали да се смеам или да плачам. Не знаев што да мислам. Беше чудно. Од една страна бев разочарана од себе, бев несреќна дека ќе ги разочарам моите и сите околу мене, а од друга страна ми беше интересно што успеевме да создадеме нешто ново. Не кажав на никој, само дечкото и две другарки знаеа. Нашето патување беше проследено со посета на гинеколог, советување со професионалец, секако. Но изненадувањето не застана тука. Тогаш дознав дека сум трудна 7 недели. Со тоа ми беше исклучена најлесната и најбезболна опција – абортус со апчиња. Ми објаснија дека постои друг начин – вакуум абортус, брз и безопасен, без проширување на грлото на матката, без ризици дека нема да затруднам уште еднаш. Процесот беше едноставен. Мала анестезија, скоро безболна во интимниот дел, 15 минути работа со вакуум и тоа е тоа. Кога сето се заврши, ми рекоа дали сакаш некој да видиш. Јас бев поидена со моите најблиски две другарки и дечкото, но во тој момент не сакав никој да видам, бев лута што се доведов во таа ситуација, размислував како да скријам од родителите, лажев дека сум на кафе, а доаѓам дома раскрвавена со болки. Ај мајка ми ќе мисли дека ми дојде циклусот и се е тама. Ама јас ќе си знам, тоа ме болеше. Досега ништо не сум криела и не сум лажала. Затоа бев разочарана во себе. Потоа размислував за разделба со партнерот, ама видов дека тој ми беше најголема поддршка во тој момент. Само тој беше тука и веруваше дека се ќе се среди. И станавме се поблиски. Така што, на крај крајава, ова патување беше помалку травматично, но, како рекле старите, за ум. Искрено на крајот видов дека сум доста храбра и силна личност и мислам дека сватив до негде и колку сум попустлива, затоа што не користев на кондоми.